Водотеците во Македонија кои се излеа по обилните врнежи од дожд денеска се повлекуваат поради стабилизацијата на времето и престанокот на врнежите, соопшти Дирекцијата за заштита и спасување. Состојбата со водотеците се следи со подготвеност, соодветно да се действува доколку се влоши состојбата. Новоименуваниот амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски држави Васко Наумовски вчера во Белата куќа се сретна со американскиот председател Барак Обама. На кратката средба при предавањето на акредитивните писма била истакната подготвеноста за натамошна соработка меѓу двете држави. Наумовски најави дека негов приоритет во работата ќе биде динамизирање на политичките односи, како и на економските околу привлекување американски инвестиции, промоција на туризмот и други сфери. Законските измени што предвидуваат плаќање придонеси на хонорарците ќе елиминираат нелојалната конкуренција меѓу компаниите, но ќе поскапат експертските услуги што им се секогаш потребни. Стручњаците ќе станат неконкурентни затоа што практично ќе представуваат дополнителен трошок на фирмите, смета бизнис секторот. Според извршниот директор на Сојузот на стопанските комори Митко Алексов, товар повеќе ќе биде плаќањето и пензиско и здравствено осигурување, наместо само персонален данок како досега за експертите или професорите, кои компаниите реално имаат потреба да ги ангажираат во одредени сегменти од работењето. Според председателот пак на Стопанската комора на Северозападна Македонија Мендес Кучи, кога се воведуваат некои правила, тие треба да важат подеднакво за сите економски чинители во земјата. Представниците на стопанските комори со вице-премиерот за економски прашања Фатмир Безими разговараа околу економскиот дел од извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска упати порака по повод 20 ноември, меѓународниот ден на детето. Во Република Македонија, како и на многу други места во светот, семејството се наоѓа под удар на повеќе фактори. Од многуте ги издвои социоекономските предизвици, губењето на традиционалните семејни вредности под влијание на модерното темпо на живот, се поголемите обврски кои не дозволуваат доволно заедничко време со децата. Затоа семејството треба да има примат при заштитата и поддршката на децата. Неопходно е семејството да остане основен стожер на општеството и уште повеќе да ја зајакне својата улога. Мора да работиме на намалувањето на социјалните ризици на кои е изложено семејството, а со тоа и децата. Во синокешната акција на гостиварската полиција во селото Чегране биле откриени една бугарска државјанка и 5 албански, кои работеле како пејачки и танчерки. Странските државјанки биле на возраст од 19 до 34 години. По приведувањето е утврдено дека тие го злоупотребиле туристичкиот престој. Предадени се на одсекот за прекуграничен криминал, миграции на странци и реадмисија. Во оваа година на поширокото гостиварско подрачје биле откриени 32 странски државјанки, најмногу од Албанија, Србија и од Бугарија, кои во земјава работеле и престојувале незаконски. Нови интензивни врнежи од снег ја погоди американската сојузна држава Њујорк, а особено е тешка ситуацијата во градот Бафало, кој е речиси заробен од снег, чија височина достигна повеќе од 2,4 метри. Метеоролозите предвидуваат врнежите од снег да продолжат и во следните денови. Поради невремето, најмалку 7 луѓе ги загубија животите во североисточниот дел на Соединетите Американски држави, од кои 5 мина во Бафало, а 2 лица во државите Њу Хемпшир и Мичиган. Луѓето речиси и не можат да излезат од своите куќи, а голем број училишта се затворени. Гувернерот на Њујорк Едмонд Куомо рече дека врнежите од снег се историски настан и од и таа снежна бура ќе ги надмине сите досегашни рекорди.